Трагедијата во Тетово не е доволна за Венко Филипче да поднесе оставка макар од морални причини. Министерот за здравство дури не одговори на прашањето дали чувствува морална одговорност за загубените 14 животи во модуларната болница, која целосно изгоре за само неколку минути. Ке требало да почекаме да завршила истрагата, па дури потоа тој можеби ке размислувал за своја или одговорност на некој друг. Од одговорност ниту бегам, ниту ке бегам, но ке инсистирам на тоа и ке чекам да заврши истрагата. Поради тоа што и овој период има потреба од менаџирање на дел од кризата, посебно околу пациентите во Тетово. Без разлика дали одговорноста е кај вас или не е кај вас, дали планирате да поднесете оставка од морални причини? Добре, го коментирав тоа во однос на оставката. И покрај фактот дека модуларната болница стана пепел за само неколку минути, Филипче уверува дека таа и сите други биле направени по сите безбедносни стандарди и биле сигурни за пациентите, но во моменти додека јавноста бара одговори која е причината за трагедијата во Тетово, одговор од министерот немаше. Единствено што во повеќе наврати на пресконференцијата беше кажано е дека ќе требало да почекаме да заврши истрагата. Мислам дека апсолутно може, како што и до сега се користеа. Толку пациенти се легува и сега се прави истото, дека нема некаков ризик. Ако е сигурно, како толку брзо може да изгори целата? Добро, тоа е нешто што ќе го покаже истрагата. Таму е конструкцијата, тоа не е објект кој што колабирал, да кажеме, од пожар. Така да ќе оставам тоа да покаже анализата. Идентичен став и од компанијата која изведуваш на модуларните болници. Велешката Брако тврди дека немало никакви грешки при изградбата на објектот. Од компанијата велат дека техничкиот прием поминал по строги светски стандарди, а најголем дел од забелешките кои ги добиле биле од естетска природа. Забелешките кои се појавиле при техничкиот прием, а кои се споменуваат од дел од медиумите, беа во најголем дел од естетска природа и никако не можат да се поврзат со несреќата, а уредно беа отстранети во зададениот рок и пред пуштање на болницата во употреба. Она што како проблем плюс се откри по трагедијата е дека во ковид центарот во Тетово постоеле посети за пациентите, односно придружба на ковид болните, што е строго забрането, па поради тоа го прашавме Филипче дали доколку тој не поднесу во оставка, можеби ќе го разреши директорот на болницата, затоа што е надвор од сите протоколи, член на семејството да посети заразен од COVID-19. Министре, кажавте ке имало анализа околу посетите во Тетовската болница. Меѓутоа тука имаме јасно прекршување на протоколите и правилата за заштита од COVID-19, така што не знам каква анализа е потребна. Едноставно имаме прашање дали ќе побарате одговорност од директорот кој што ги прекршил COVID протоколите и COVID правилата. Апсолутно никој нема да избегне одговорност, ниту јас ако тоа се утврди, така да има повеќе аспекти кои што се истражуваат, кога сето тоа ќе се изанализира, ќе излеземе со конечни ставови. Додека во Македонија никој не презема одговорност за пожарот со 14 жртви, примерите ни за Европа и светот не се такви. Романскиот премиер Виктор Понта во 2015 година поднесе оставка после пожар во ноќен клуб во Букурешт, каде загинаа 32 лица. Пожар во трговскиот центар Зимска вишна во 2018 кој однесе 64 животи, беше причина за повлекување на толкогодишниот гувернер на Сибирската област Кемерево, Аман Тулеев. Поради пожарите во Грција истата година, оставки си поднесува федералниот секретар за цивилна заштита на Грција, Јанис Капакис, како и надлежниот министер за цивилна заштита. Неодамна оставка поднесе казахстанскиот министер за одбрана Нурлан Јермекбаев, откако во пожари серија експлозии во магазин за оружје загинаа 15 војници и пожарникари.